Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, го гледате ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазика. Со вас во оваа емисија ќе биде Јулија Велковска. Во интерес на сите нас е Грција да остане во еврозоната, реагираше Белата куќа на изборите во оваа земја. А во Мексико започнуваат дводневниот самит на групата 20. Мајами поведе со 2:1 во финалето на NBA. Следат вестите. По изборите во Грција, Белата куќа објави соопштение во кое се наведува дека председателот Барак Обама, како и другите светски лидери, се со став дека е во заеднички интерес оваа земја да остане во еврозоната, почитувајќи определбата за реформи во финансискиот систем. По победата на парламентарните избори викендов и освоени 129 од 300 места, лидерот на конзервативната партија Нова демократија Антонис Самарас на располагање ќе има 3 дена да формира коалициона влада. По првичниот скок денеска акциите паднаа на берзите во Европа, главно поврзано со веста дека партиите подржувачи на мерките за помош на грчката економија добија доволен број гласови за да формираат нова влада. Аналитичарите предупредија дека Грција, Европа и светската економија и натаму се соочуваат со предизвици и дека какво било подобрување на ситуацијата на берзите ќе биде краткорочно. Светските лидери се собираат на дводневниот самит на групата 20 што започнува денеска во Лос Кабос, Мексико. Американскиот председател Барак Обама се очекува да побара појасни и побрзи знаци од европските лидери дека финансискиот неред го ставаат под контрола и спречуваат тој да ја погоди американската економија, а со тоа и неговите шанси за реизбор. Белата куќа најави дека председателот на САД ќе се сретне со својот руски колега Владимир Путин, но очекувањата дека ќе најдат заеднички јазик во врска со насилството во Сирија се мали. На 47 годишна возраст почина Родни Кинг. Тоа е човекот чие тепање од полицијата било снимено на видеолента, а потоа прикажано во јавноста, што ги предизвика расните протести во Лос Анџелес во 1992 година. Полицијата во Калифорнија соопшти дека Кинг од афроамериканско потекло во неделата бил пронајден во безсвесна состојба во неговиот базен. Мајами Хит ја искористија предноста од играње на домашен терен и пред верните навивачи ги совладаа Оклахома Тандер со 91:85, со што поведоа со 2:1 во серијата најдобар од 7 во финалето на NBA. А од Холивуд анимираниот Мадагаскар 3 со 35 милиони долари стана филм со најголема заработувачка изминатиот викенд во САД. На второ место со заработка од 20 милиони долари е научно-фантастичната авантура на Ридли Скот Прометеј. А во продолжение на Newsflash, каква економска ситуација не очекува? Светската банка во најновиот извештај за глобалните економски изгледи ги повика земјите во развој да се подготват за можноста од поголема економска нестабилност во Европа. Македонија и соседите пак да внимаваат на стапката на невработеност, препорачува оваа институција. Земјите во развој можеби подобро мина од развиените во финансиската криза 2008-та, но Светската банка предупредува можна е нова. Во моментов во Европа може да се случи се и се што, резимира вишиот економист Ендрю Барнс. Although we don't see it as a baseline scenario, it certainly is possible. Посекако е можно значително да се влоши ситуацијата во земјите со висок приход во Европа, а тоа да има сериозно влијание врз земјите во развој. Во извештајот на Светската банка, Македонија е во групата земји од соседството минус Грција, за кои меѓународната финансиска институција предвидува растеж од 4,5% во следните 3 години. Банката ги истакнува блиските економски врски со Европската унија, од која земјите добиваат значителна поддршка и совети. Меѓутоа посочува дека овие економии, меѓу кои Македонија, и натаму ќе страдаат од високата стапка на невработеност. Со оглед на растечката задолженост во Шпанија и во Италија, како и лошата економска ситуација во Грција, банката предвидува пречки на патот до закрепнувањето. Професорот по економија Питер Моричи наведува, проблемите во Грција и Шпанија се од различна природа. Во Шпанија проблемот е во банкарската криза, во Грција тоа е поради владината криза. Која и да е причината, Моричи вели овие кризи се закануваат да го втурнат светот во нова рецесија. Барнс од Светската банка препорачува земјите во развој да го зајакнуваат домашното производство и да развиваат инфраструктурата, а во исто време да ја намалуваат задолженоста. Тој е сепак оптимист дека на крај ќе дојде до целосно глобално економско опоравување, на чие чело ќе бидат економиите во подем од Централна Азија, Блискиот Исток и Африка во областите под Сахара.
НАСА неодамна лансираше телескоп дизајниран така да ги открива и проучува црните дупки, за кои научниците веруваат дека се во срцето на секоја голема галаксија, вклучувајќи го и нашиот Млечен пат. Во продолжение за мисијата на телескопот Нустар и што се очекува да пронеде. Гравитационата сила на црните дупки е толку голема што ниту светлината не може да избега од нив. Вовлекуваат гасови, звездена прашина, звезди. Сиот тој материјал се забрзува и загрева и емитува моќно рентген зрачење. НАСА сега лансираше ловец на црните дупки, телескопот Нустар. Пол Херц е директор на оделот за астрофизика во агенцијата. Stars, nebulae and black holes. Црните дупки емитуваат рентген зраци како оние во здравството, но не може да се забележат од површината на Земјата. Телескопот Нустар ќе ги пренасочува овие зраци кон дигитален апарат и ќе ни ги праќа на Земјата за научна анализа. Главниот научник задолжен за Нустар, Фиона Харисон, ќе биде еден од оние кои ќе ги проучуваат фотографиите. Нустар ќе отвори нов поглед на Вселената со насочување на рентген зраците. Неговите фотографии ќе бидат 10 пати појасни и 100 пати подетални во споредба со кој да е друг телескоп. Оваа фотографија го покажува блесокот од стотици големи црни дупки во Вселената. Најдобрата што досегашните телескопи можеа да ја направат. Оваа симулација пак покажува какви фотографии ќе даде Нустар. Нустар ќе може да ги види и црните дупки сокриени зад параванот од звездена прашина и гас. Телескопот ќе даде податоци и колку брзо се вртат дупките, што би им помогнало на научниците да разјаснат како тие се формираат. А утре во Ньюсфлеш летање со авион, професија или хоби. Некои велат потребна е само желба. Не пропуштајте ја наредната емисија. Часови по летање. Ве носиме во авиатичарската школа на аеродромот Фривеј во Мериленд. Гледајте во утрешната емисија. И тоа е се за оваа емисија. Го гледавте Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски, а со вас беше Јулија Велковска. За повеќе содржини секако појдете на нашата интернет страница glasnaamerika.com, а побарајте не и на Facebook. Ви благодарам на вниманието, имате пријатна вечер и гледајте ни утре.